Добро вечер, почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на политичкиот магазин За или против, вечерва, четврточки, со мене Елена Марковска-Цветановска. Мои вечерашни гости се некои кои што одамна не сте ги виделе на екраните на телевизија Алфа. Ке кажам прво добро вечер за дамата, Јулистана Марковска, доктор и поранешен пратеник во Собранието на Македонија. Добре дојдовте во Алфа. Добро вечер, ви благодарам Елена на поканата и благодарам на Алфа телевизија. Самуил Малчевски, универзитетски професор и аналитичар, може така да те најавам. Па, ајде да се задржиме на универзитетски професор со оглед на тоа кои се стане аналитичари во државата. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Двајцата одамна чинам не сте биле во Алфа, па верувам дека ќе имаме една убава, плодна и интересна дебата за гледачите. Ајде да започнеме со она што не интересира сите. Ќе зборуваме за многу работи, има за што да се зборува периодот во државава. Дали ви мириса на избори и дали можеме да очекуваме предвремени парламентарни избори, состојбите со Бугарија, уставни измени, ќе начнеме многу теми и коридорите 8 и 10 секако дека ќе ги спомнеме и тоа што се случува во владата, во албанскиот блок. Ќе почнам со онај што го споменав. Дали мислите дека реториката која што ја слушаме сега од Османи беше кажано пред 2-3 дена чинам во Чаир, некако некоја албанска реторика повторно националистичка која што подсетува на избори, некако таа реторика сме навикнати да ја слушаме предизборно или во тек на кампања. Имено Османи кажа дека Ахмети војската ја водел со печат на албански, 3 парламенти во регионот ги воделе албанци, а многу скоро Македонија ќе добиела и премиер албанец. Ви мириса ли на предвремени избори? Ке почнеме со вас. Не ми мириса на предвремени избори, тоа е една националистичка реторика која морам да кажам дека во изминатиот период не беше својствена за ДУИ, затоа што секогаш имало партии кои што биле понационалистички настроени и поумерени. ДУИ за толку долго време владее, а знаеме дека владее повеќе од било која друга партија и од албанските и од македонските, се служела со една прагматична теорија. Очигледно ова е повеќе одговор не на јавноста, туку на во сопствените редови, заради тоа што нивната фракција која конечно се појави, заради тоа што после 20 години постоење не е нормално во една партија да имате секогаш истомисленици. Сите неистомисленици некако раководството на ДУИ успеваше да ги тампонира, условно речено, да ги задоволи и да не излегуваат во јавноста, да зборуваат за се она што е нормално во една партија, заради тоа што не можете да имате едноумие нити во партија, нити во држава, нити во било кој орган. Во овој случај се гледа дека веќе фракцијата добива сериозни димензии од аспект на прибирање на членството, од аспект на тоа што промовира како сериозна политика на тоа колку се задоволени или незадоволени барањата на албанците, идејќи пред се на тоа колку се збогатени функционерите на ДУИ, што порано беше збор за кој што вие не можевте да зборувате во јавноста, особено не за тоа да зборуваат албанците, односно представници на било која политичка партија, не само на ДУИ. Така да мислам дека тоа е повеќе за некоја внатрешна нивна внатрепартиска употреба за јавноста, за нивните членови, фанови, симпатизери и дека тоа не е така, дека ќе имаме она што мене лично како граѓанин ми иритира е што се зборува имаме тројца албанци кои што ќе ги водат, ќе бидат премиери, па албанци колку се да речеме председатели на собрание и така. Знаете, јас не сакам... Па добро, Бујар Османи ги преброја и министрите, фалејки се дека нели имале многу министри албанци во овој владен состав. Тоа е вистина. Тој нема што да се фали, тоа е факт. Оваа влада и тоа што нашата опозиција го вели владата на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз, тоа е вистина. Заради тоа што по бројноста на министрите превладуваат министрите од ДУИ. И тоа лично на мене не ми смета. Не ми смета дали се албанци и што год биле по своја по националност или како се изјаснуваат. Меѓутоа ми смета дали тие луѓе работат добро и дали мислат на унитарноста на државата и дали работат за Македонија.
Македонија или не. Во случајов да кажете вие дека вие ќе имате албанец премиер, тоа не ми значи ништо. Затоа што имаме и албанец министер за финансии, што е многу значајно место, имаме за надворешни работи, имаме за економија, практично за образование, за здравство, председател на собрание. Тоа се клучните функции во една држава. Ние де факто имаме таква влада. Меѓутоа, што и со каков успех ќе се пофали оваа влада во Македонија и пред граѓаните на Македонија. Не зборувам пред албанците, заради тоа што воопшто не е важно што сте вие етнички, како се декларирате, туку е важно што сте сработиле. И тоа не е една реторика што лично мене ми се допаѓа, заради тоа што ние утре ќе имаме, еве, нека имаме и премиер албанец, иако искрено речено, јас не знам како ќе биде премиер албанец ако го прочитате законот за влада. Јас се потрудив да го прочитам. Таму пишува после Пржинскиот договор дека мандатот се дава на втората најголема партија од опозицијата. Во овој случај тоа е ВМРО-ДПМН. Тоа значи дека не 100 дена, за да може да биде албанец премиер, ќе треба СДСМ да го отстапи своето место, а после тоа да го отстапи на ВМРО-ДПМН. Инаку друго толкување правно, барем јас не гледам. Иако не сум правник, за ова сум консултирана со пријатели од правната фела кои што ги имам поприлично. Малчевски, ви мирите на избори? Суштински дуи секогаш пред избори, ако гледаме историски, од како 2002 наваму се појавени, они секогаш 6 месеци пред избори ја почнуваат тој национален фолклор кој што сме учени да го гледаме, и ако се навратиме наназад предходните избори, да, ова може да е вовед во некои избори, но тука Ѓулистана е во право, имаат моментално сериозен партиски проблем со огнените, со групата. И третиот момент кој што е, знаете како го вие на релевантни анкети, од 8 најгорливи проблеми кои што ги имаат граѓаните, првите 5 се економски проблеми. Онде ви гледаме дека во континуитет немаат решение на економските проблеми. Тогаш најлесно е почнете со национализам, почнете да се пребројувате, почнете да кажувате што вие суштински сте направиле за самите себе, а не за државата. Ја немам проблем било кој да е премиер ако тој се бира врз основа на знаење, вештини и компетенции. За жал, ние изминатиот период гледаме дека луѓето се бираат по партиски клуч, по горда послушност и на крајот ние немаме резултати. Затоа Македонија е во ќорсо какво кој што моментално се наоѓаме. Ние немаме успех на ниедно поле. Не може вакцини да обезбедат сред пандемија. Не можат учебници за децата да обезбедат. Гледаме дека студентите најавија дека утре ќе протестираат, па брзо исплаќаат стипендии, се што му е заостанато, и тоа со месеци, со години не е исплатено. И вие најлесно е кога немате што да правите, има една народна вика, дајте му леп и игри и ќе бидат среќни. И сега тие почнуваат игрите на оној, јас го викам тоа турбофолк национализам, зашто де факто и де јуре мнозинството од албанците се иселуваат од Македонија. За кој успеси зборува Дуј? Гостивар им е празен, Тетово им е празно, Кичево им е празно, па свесни сме дека со автобуси носат луѓе да може да гласаат за да се одржат на власт. И се уште се оди со истата реторика како народски ќе кажам, нели, да пали уште тоа национално чувство кај албанците, па сега ќе кажуваме дека видете, народот е гладен. 3 држави од соседството, нели, имало албанци, да. Народот е гладен. Па они се научени на тоа, знаете они како одат. Досега им успевала таа тактика, видовме дека сите претходни избори им успевала, и сега да тоа уште еднаш на варијанта, тај да се пробаме да видиме пак дали ќе не успее таа варијанта. Мислам дека овој пат играат на грешна карта. Играат на грешна карта зашто народот ни е сериозно гладен. Имаме сериозна криза во државава и во континуитет ние немаме решение на најгорливите прашања. Зборувам од аспект на граѓаните. За нив гледаме дека картелот Дуи СДСМ успешно си мести тендери, си функционира, си отвараат, си затвараат, фирми си прават се само за личен комодитет и лично богатство. Суштински народот страда. Суштински народот крај со крај не може да врзи. И мислам дека овај пат тој турбонационализам кој што јас го зборувам нема да им пројде, играат на грешна карта. Дали ќе ми дозволите само како на дополнување, верувам дека господинот Самуил ќе се согласи. Не станува овде збор само за албанците. Негативната селекција е присутна и во македонскиот блок. Така да работава беше за Дуи, да не бидеме погрешно разбрани дека ние зборуваме дали министрите, председател, премиер кога би се избрале од Дуи само заради тоа што се албанци се некомпетентни. О контрер што би рекле французите. Овде зборуваме дали се работи за квалитетни луѓе, докажани луѓе, чесни, одговорни
отворени пред себе и пред самото општество, односно пред државата Македонија. Чинам дека и народот, граѓаните го делат мислењето со вас, затоа што не верувам дека има некое такво размислување. Секако секој бара работа, квалитет, на крај на денот, нели, да има полн фрижидер, мирно да спие, да биде безбедна, економски просперитет на државата и така натаму. Мицкоски постојано, нели, бара предвремени парламентарни избори, од друга страна пак Ковачевски вели дека нема шанси, не е времето сега за избори, време е за уставни измени, да се трасира патот кон Европската унија и така натаму. Меѓутоа, еве и во ДУИ има случувања, ги споменавте, фракционерите, огнените и така натаму. Прашањето ми е, што мислите, какви се во моментов релациите меѓу СДСМ и ДУИ? Релациите СДСМ и ДУИ, како и се впрочем во државата, е купи ден продади, односно релации на отстапки и на тоа ти мене, јас тебе. Ме разбирате? Заради тоа што ДУИ нема причина во моментов да не биде задоволен од бројноста, од застапеноста на албанците министри и во се она што они го викаат како балансер. Се поставува за мене едно крупно прашање за кое што досега никој не говорел. Ако зборуваме према последниот попис, колку год ние тој попис го сакале, сметале дека е подобен или не, заради тоа што слушнавме едно запрепастувачки за мене барање дека во балансерот треба да бидат вклучени сите оние кои што живеат вон Македонија, а тие требаше само да бидат преброени. Ако направиме колкав е степенот на бројка, која што ќе биде од релевантни институции, тоа е пред се Заводот за статистика, иако јас реков не сакам да ги делам етнички граѓаните, меѓутоа кога би виделе колкава е бројката на невработени албанци, бројот на албанците кои што се застапени по сите институции во однос на мнозинската македонска заедница, македонскиот народ и сите други. Турци, роми, власи, срби и сите други кои живеат во Македонија. Ја верувам дека бројката на вработените од оние кои што живеат во Македонија, почитувајќи го и тој балансер, е многу поголема, многу подобра, многу финансиски поиздржлива за семејствата албанци, отколку за други. Реков, не сакам да ги делам граѓаните, меѓутоа, верувајте, сиромаштијата тропа на сите врати. Очигледно е дека оние кои што во моментов имаат причина за задоволство ДУИ, имаат причина и да се пофалат. Дали од тоа ќе бидат граѓаните задоволни, нивното гласачко тело е друго. Меѓутоа, за останатите не станува збор дека ќе бидат задоволни. Заради тоа што јас демократијата не ја сваќам дали на некого нешто ќе му дадам или ќе му одземам. Тоа е природно човеково право да го почитувате како човек и да ги почитувате неговите права и барања, правото на работа, правото на верска, било каква друга слобода која што нашиот устав ја гарантира. Меѓутоа, ако вие од останатите, тоест од мнозинскиот македонски народ и сите останати, правите да се чувствуваат обесправени во државата која што ја имаат, а тоа е единствена држава Македонија, ние не можеме да зборуваме, имаме премиер на една, на втора, на трета држава. Ние имаме една единствена држава, тоа е Македонија. Тогаш ние се чувствуваме обесправени во сопствената држава. И тогаш но имаме прв вице-премиер, па тоа е функција и нека позиција која што беше така вештачки направена. Во ретија, меѓутоа ние зборуваме за унитарна држава. Нас рамковниот договор наместо да не сближи, да она што се чувствуваше по рамковен договор и балансер, да се оптимизира бројот на оние кои што навистина, ако зборуваме објективно, пред 25 години во Македонија мал беше бројот на лекарите кои што беа вработени по болници, мал бројот беше на директори, мал бројот на сите други државни институции. Меѓутоа, ако сега реков, ја направите паралела колку е тој број во однос на сите останати, предноста и вагата натежнува многу на таа страна. И да не заборавиме дека ние немаме друга држава, ние имаме една единствена Македонија. И секој, пазете, откако се потпиша рамковниот договор, имам случај чувство дека ние сме поделени, дека секој одговара пред своите. Вие имате министерство во кое што имате, без оглед на тоа, министер албанец, заменик од другата партија. Знаете, секој се упатува кон својот за одреден проблем. Тоа е веќе сепаратизам. Тоа веќе не е унитарна држава. Ние зборуваме за унитарна држава, а ние по сите шевови се делиме. За каква унитарна Македонија зборуваме? Тоа ќе треба да го објаснат тие, не јас. Дали која води владата, ДУИ ДУИ или СДСМ? Ќе го поделиме во два дела одговорот. Прво, односот на ДУИ према СДСМ е надмен. Надмен ради тоа што они се во комотна позиција, 20 години се на власт и по последни анкети гледаме дека другите албански партии
ни на пола од нивниот рейтинг не се и они може да се чувствуваат во овој момент надмено и комотно во самата влада. Односот на СДСМ према ДУИ е поданичко-предавнички и за жал на штета на македонските национални интереси. Ако вие добро го видите овој состав на СДСМ, јас со сигурност можам да кажам дека историски раководството на СДСМ, парламентарната група и министерскиот состав, ова е најслаб состав кој што СДСМ го има понудено на Република Македонија. И од тука ова се луѓе кои што ниту имаат своји професии, ниту имаат знаења, вештини и компетенции и се сигурни дека утре, кога ќе се опозиција, ќе немаат што да прават. И од тука они се спремни се да направат, само за ден повеќе да бидат на власт и да бидат прикачени на буџет. И гледаме дека тоа во континуитет се прави на штета на македонските национални интереси, они се спремни буквално све да прифатат. Вклучувајќи го и прв вице-премиер што е измислена функција и многу други работи кои што изминатиот период ги видовме, а се штета не само на македонските национални интереси, се штета и на државата. За жал, ние како граѓани на оваа држава секој ден гледаме дека тонеме се подолу и подолу на сите можни листи, место лидер во регионот станавме на дното на сите можни листи, без разлика кој ги прави тие листи, ние сме таму долу. И да, тука се параметрите некаде. Корупцијата е секогаш број 1. Сите се исти тие параметри. И за жал, значи, они од една структура која што ветуваја реформи, видовме дека знаете како беше живот за сите, како му беше, или едно општество за сите. Да. Видовме дека е една група која што успешно овие 5 години само се богати и ништо друго не прави. Во однос на ДУИ, само уште едно прашање, потоа ќе преминеме на други теми. Гледаме овие изминати денови дека групата на Изет Меджити постојано се на терен, секоја вечер се некаде по селата каде што живеат претежно албанско население, по градовите и така активности, па сега почна и Бујар Османи и другава група нели да го прават истото. Прашањето ми е дали групата на Изет Меджити може да му ги помати некако сметките на Али Ахмети? Да. Мојот одговор е да, заради тоа што се тоа луѓе од основање на ДУИ. Не навлегувам од тоа дали истите тоа го зборуваат од вистински причини дека се секираат за албанското население или го зборуваат заради лични, прагматични, бидејќи тоа не се луѓе кои биле случајни. Меѓутоа, за волја на вистината, тие се добар дел од луѓе кои што биле од основањето на ДУИ. Тие знаат на кој начин ДУИ делува и токму заради тоа потекнува стравот на поделбите кои што би можела оваа фракција да ја направи. Јас искрено очекувам дека таа ќе премине во нова политичка партија, дека можеби гледам дека имаме зближување со БЕСА и дека практично тоа ќе биде еден нов албански блок кој што ќе ги преполови гласовите на ДУИ. Не само што се од основањето, ако го видите составот на луѓето кои што се во таа огнената група, тоа се луѓе кои што се луѓе од теренот, не се салонски политичари визави Османи и Артан Груби. И тука сме, или они, значи имаат они во овој момент две алтернативи, бидејќи гледаме дека Али Ахмети ги поддржува Османи и Груби, значи они или ќе пробаат да направат вонреден конгрес и да направат смена, да предизвикаат смена на Али Ахмети, или вториот момент е да направат нов политички субјект. Зашто водење на терен, овие активности се едното или другото, бидејќи гледаме дека Ахмети цврсто обстојува на неговите ставови. Да, дека... но тоа може да доведе до ова што го кажувате. Да, тоа е сериозно, видете, овај рейтинг кој што сега го има ДУИ од околу помеѓу варира од 5,4 до 5,8%, тоа е сите се тука во тој рейтинг. Што би се случило, треба да видиме да излези ова огнената група и јас мислам дека ќе ми направи сериозен проблем, заради тоа што они од позиција на бунтовници внатре во самата ДУИ ги полнат салите. Вие многу е лесно од позиција на власт да наполните сала. Хајде да ви видам од позиција на бунтовник наполнете сала тоа што го прават огнените и гледаме дека тие нивни митинзи се прилично и тие нивни средби се прилично масовни. Од тука очигледно е дека они ќе направат проблем внатре во самата ДУИ, ако ништо друго ќе го поделат гласачкото тело на следните парламентарни избори. Да, меѓутоа ДУИ тука само би се надоврзала. ДУИ тоа нема да го дозволи да биде толку јако видливо и према начинот на кој што сега ја турка работата, повеќе од сигурно, иако сепак тоа никој не може да го тврди, работите одат повеќе на тоа да тој така наречен европски блок во кој што се туркаат СДСМ и ДУИ одат со заедничка листа со цел да не се види толку колкав би бил поразот на ДУИ или поразот на Социјалдемократскиот сојуз. Верувам, сега моите анализи
анализи се такви, не мора да Ма во бидат секој точни. случај ќе биде пораз. Зборуваме пораз, анкети. меѓутоа знаете кога се сите на купче, кога правите еден сојуз, тогаш во тој случај победата или поразот стануваат ирелевантни. Вие поразот го делите на пола, не го делите и победата и поразот се заедничка работа. Не се гледа колкави е вашиот неуспех. И мислам дека натаму оди работата. Дали ќе биде, ќе видиме. Ама знаете како тој сојуз што го промовираат сега, вие повеќе од мене се сеќавате, мене повеќе би личено и сојуз за Македонија кој што ја спроведе најкриминалната приватизација во Европа. Така да и овај сојуз е на истите шини поставен. Што може они не може која Европа ќе ја понудат, они што ќе понудат од моментот Европа. Па ја изнеш излегоја на кампањи, ни нудеа бесплатно здравство во Европа за сите, ни нудеа не знам такви романтичарски приказни, па на крај видовме што испорачаа. Без разлика што и да направат, они се свесни дека анкетите не се во нивна корист и затоа ќе направат се, и тука треба да бидеме ние сигурни, што е можно подолго да обстанат во оваа форма во која што се сега. Па видовме, најавуваја ќе се зголемувал фронтот, па од 64 останаа 64 плюс 1 65. Тие се бројките, не може ништо повеќе од тоа да направат, но за жал. За реконструкцијата зборувате. Да, за реконструкцијата, но за жал проблемот на нефункционално собрание остана до ден денес. Собранието ни е 5 години нефункционално ради пазарењето помеѓу СДСМ и ДУИ. Не можат повторно да направат мнозинство ниту во комисиите, ниту на пленарни седници. И еден куп закони стојат и чекаат. И не се, па дури и последното не го известиле собранието, значи до толку не се грижат за државата. Не го известиле собранието кои закони остануваат во процедура, кои ги повлекуваат зашто имаше промена на министри, на заменици, па треба нови повереници владата да достави во постапката. Значи до толку не ги интересира ни в државата. До толку не ги интересира тоа што се случува тука. Одатна варијанта сурово обстојување на власт. И затоа видовме што се случи со коридорот 80, како преку ноќ се договорија кога сега токму до тоа прашање за коридорот 80. Ако ми дозволите, бидејќи нели така како дебата е замислено, нефункционалноста на собранието јас не ја гледам за жал само како работа на власт. Тука има добар дел од тоа што го рековте. Јас сметам дека и опозицијските партии, односно ВМРО ДПМН, многу им одат на рака, а тоа создава голем револт кај граѓаните. Да не заборавиме е дека една седница на собранието чини повеќе од 80.000 евра. Бројките се тие. Дали вие ќе имате 2 или 3 или 20 луѓе кои што учествуваат во дебата е совршено нерелевантно по мене. Вие можете како пратеничка група да се договорите, да ги изберете клучните ресори, здравство, образование, коридори, се. Тоа се максимално 10 дискусии. Граѓаните не сакаат да слушаат препукување. Верувајте ми на збор, јас од другата страна граѓаните, јас работам постојано со луѓе. Во мојата ординација минимум поминуваат по 30 до 40 луѓе дневно. И тие што друго ќе разговараат ако не за политика. Сиромаш народ зборува за политика, не зборува за забава. Мислам дека ВМРО ДПМН, особено и другите парламентарни партии, тука левица мудро молчи, не треба да оди на делови во кои што ќе ја релативизира одговорноста и ќе каже па исти се и едните и другите. Никогаш ниту една партија, а најмалку ВМРО ДПМН, успеала со негативистички став да добие избори. Вие можете да понудите програма, можете да понудите излезно решение, ама ако ги има другата страна бројките, тие се. Тоа што вие ќе го кочите во условно речено собранието и ќе дебатирате 10 дена за да се избере министер, а знаете дека ќе се избере, бидејќи тие ќе ги направат бројките, дали ќе бидат 67 или 63, небитна работа. Битно е да во целата работа вие си ја исклучите одговорноста од себе, дека вие го блокирате собранието и дека трошите народни пари на јалови расправи. Тоа е моje мислење. Не мора другите да се согласуват. Само не се служуваме тука ради тоа што ВМРО ДПМН во континуитет предлагаше и решенија, детектираше клучни проблеми за граѓаните, власт упорно ги убедуваше. Последното нешто беше во април 2022 година, јас убаво се сеќавам, дека ВМРО ДПМН понуди 4 тима. Едниот беше економски тим за економските прашања, образовен тим кој што требаше во дадениот момент да ги реши образовните прашања и образовните проблеми, здравствен тим и тим за преговори со Република Бугарија или со Унијата. Тоа беше со Република Бугарија. Власта и тоа анблок го одби. И се знаете како, ние не можеме да ја кривиме опозицијата, она може да предлага решение. Во право сте, бројките ги има власта.
Ама вие кога гледате дека они во континуитет ги отфрлаат се анблок, не ни сакаат да разговараат. Јавноста тоа Тогаш- го гледа. Јавноста тоа Тогаш, го гледа. по мене, активната блокада на собрание е една од мерките со кој што вие ја кочите власта упорно да си ја тера својата кампања на или своите политики на разграбување на државниот буџет. И тука знаете како се може ние да дебатираме дали треба да е толку активна или треба за некои дури ВМРО ДПМН и за некои закони кои што беа од клучно значење. Значење за државата гласаше. Да. Значи, они не блокираат анблок се, ама ги блокираат штетните Ама да ви политики на кажам, власта. кога двајца се караат, веќе не е важно кој прв ќе Јулистана, почне и јас двајцата многу- се создава впечаток во јавноста дека собранието е неодговорно, дека има јалови расправи, дека има многу невоспитани дискусии и од едната и од другата страна и веќе не е важно кој прв почне. Ја многу пати досега Добро, сум кажал и пак ќе го паметиме повторам. и односот и на председателот на собранието, па веќе Точно, што ама и нам сите да пратиме, разговараме. гледаме. Така е, Знаете, не можете на човек да му дадете, можете само да му земете. И ако вие се чувствувате во таа ситуација посупериорен, можеби е тоа прашање на тактика, на стратегија, на крајот на краиште и на тоа на карактери на луѓе, вие можете да го кажете вашето и да се тргнете. Со сила не можете ништо да добиете. Ниту пак во собранието да не го пуштите тоа што решил ако ги има бројките да ги направи. Важно е да го кажете својот став достоинствено и да не се впуштате во расправи кои не личат на едно собраниско ниво. Да споменеме за коридорот 8 и 10. Денеска, односно вчера, Артан Груби кажа дека нема план да биде првиот албанец премиер на државата, ама кажа дека сака да остане во сеќавање по направено добро дело, односно изградбата на коридорите 8 и 10 и поврзување на Скопје со Приштина, со Албанија и така натаму. Сега од друга страна па се појавуваат низа скандали околу сево ова, надзори, доделување на пари, вртоглави суми на вистина за кои што слушна јавноста, да не повторувам еве. Прашањето ми е дали мислите дека односно и дали треба обвинителството да реагира и дали мислите дека владата треба да застане отчетно да каже што се случувало, да се разговара на оваа тема, да се отвори па дури во собранието, не знам, да се види ставка по ставка, бројка по бројка каде и што се случува, зошто? Затоа што медиумите пренесуваат информации, стигнуваат до документи, а владата постојано си тврди дека се било законски, дека од тие немале обврска да знаат кој стоел, кој бил директор на таа фирма и така натаму, само ја гледале фирмата. Што мислите околу коридорот 8 и 10? Станува ли збор тука за криминал? Вака да се навратиме чекор назад. 5 години шајка немаат заковано на автопатот Кичево Охрид. Во истата состојба е во која што беше пред 5 години. Дури ни оние 3 километри кај Катланово не ги направија овие пизнативе 5 години, а сега наеднаш сакаат да бидат експресниот пат па градско Прилеп, да не зборуваме. И сега наеднаш сакаат да бидат запаметени по изградба на коридорот 8 и 10. Ми по мене тоа е ефтина политичка пропаганда. Суштината е кој да ги подели провизиите. И затоа ни се овие скандали. Вие да доделите надзор, да ви биде фирма која што до вчера произведувала долен веш, а се работи за инфраструктурен објект од стратешко значење. Пазите, Сојузот за Европа доделува надзор на фирма која што има сомнителна раководна структура. Зошто сме ние земја членка на НАТО? Каде е тука моментот па на НАТО? Каде е моментот на Европска унија? Како вие си дозволувате една структура која што себе си се прокламира како европска, проевропска, да кажеме, да не направи едно испитување, да види, чекајте, ние толку пари ќе доделиме, да видиме кои се луѓе што ќе ги земат парите. По мене тоа е небитно за нив. Зошто е небитно? Зошто гледаме дека они се спремни за провизиите да направат се. И нема тука никаква друга дилема, освен тоа. Кој, како и кога ќе ги земе провизиите, затоа има вакви скандали кои што имаме ние денеска. Да они да сакаат да го направат како што треба. Имаше една јавна транспарентна процедура и во таа јавна транспарентна процедура ние ќе видивме што и како се случува. Вака, во 4 очи, за затворени врати, освен провизии, вие ништо друго не може да договорите. И понатаму мислам дека они нема да си отстапат од таа приказна, ќе продолжат да си ја тераат, зашто знаат дека им се ближи крајот, а после тоа дека нема да бидат на функции, нема да бидат прикачени на бучите. И ќе споменам уште пред да ви дадам збори на вас, Марковска, дека новинарите кога на пресконференција кога беше последната во владата, постојано прашуваа
бараа конкретни одговори и тоа не им се допаѓаше на властите, ги вешто ги одбегнуваа одговорите, дури влегоа и во конфликт со новинарите. Ама тоа е нормално, што да ви кажат, договоривме провизии, мора вака да биде? Што може друго да кажат? На толку фирми во светот, сериозни фирми градежни. Вие доделувате надзор на фирма која што до вчера произведувала долен веш. Па луѓе, код ден е јасно дека станува збор за провизија. И што сака да ви кажете? Да, ние договоривме провизии. И ова мора вака да биде нормално и ќе бидат се понервозни и понервозни. Ти немаат одговори на прашањата. И тоа е позадината на целата нивна нервоза. Јас мислам дека овој случај медиумски поприлично е добро покриен и тоа добро изанализиран од повеќе извори и дека тука има навистина мириса на силна коруптивна сделка. Што се однесува на тоа дека го цитиравте господинот Груби, па и целиот албански дел на владата кој што тоа го прослави. Не ми е важно да ви кажам искрено дали играле кошарка, можат и фудбалско игралиште да имаат во кабинетите. Лично мене тоа не ми смета. Ако оваа сделка навистина е направена транспарентно, ги задоволува потребите на граѓаните, и ако ние тој коридор, особено 8, кој што го зборуваме од 90-та година, во која што јас сум била членка на собранието, 98 па до сега, успееме да направиме таков проект, кој што е веројатно еден од најскапите во историјата на Македонија, и тука нема да бидат само буџетски пари, тука ќе бидат пари од повеќе европски фондови, јас ќе бидам среќна како граѓанин, бидејќи навистина Македонија дел од исток, запад, север, југ ќе биде насекаде поврзан. И тоа е причина за славење. Меѓутоа, кога вие давате само за фирма која што ќе прави консултантски услуги, во која што има низа фирми, меѓу кои што и некоја која што во своето портофолио има изработка на долен веш, мириса на корупција не заради тоа што таа произведувала долен веш, туку заради тоа што лиценцата за надзор ја земала во времето кога бил веќе распишан тендерот и дека е доделено 5 дена откако завршил конкурсот. Не може да ви прави пат покрај толку многу меѓународни докажани фирми. Па ние немаме еден сериозен пат, ние правиме пат и автопат кој што за една година веќе почнува комплетно, нема никаков канал, имате буквално езера на автопатот, заради тоа што тие не се градени уште по некои стандарди. Врз основа на какви стандарди е избрана таа фирма? Од она што успеав јас да го прочитам, се работи за луѓе кои што се од нашата непосредна околина. Прочитав, ми падна, веројатно тоа го новинарите, вие како новинари успеа, дека има некој инженер кој што од Владички Хани, кој што во своето портофолио буквално има 6 или 7 просек, и тоа не значи дали е добар инженер, туку што успеал досега да сработи. И навистина е срамно, ова ќе помине. Меѓутоа, друга работа сакам да кажам. Стигнуваме во ситуација во која што се менува актуелниот состав на власт, доаѓа друга власт, конкретно доаѓа опозицијата. Многу ќе бидам среќна ако овој силен коруптивен скандал се истера на виделина и виновниците бидат казнети онака како што доликува. За жал. Јас веројатно доживотно ќе останам во опозиција, заради тоа што кога сум и била партија на власт, јас сум била опозиција во сопствената партија, заради тоа што тоа е мојот начин на размислување. Кој го прифаќа добро, кој не го прифаќа пак добро, заради тоа што викаат веќе луѓето околу мене, стара сум за менување, а тие што ќе ме прифатат таква. Ако вие ова не го ставите како еден од вашите приоритети при промена на власта, да го смените, па дури и тоа јавно обвинителство, кое што беше избрано, замислете, ова е организиран криминал. Да, за организиран криминал и вие, самите обвинители, кои што ги оставивте слободно да бираат на тајно гласање, избирате човек кој што апсолутно, буквално меѓу обвинителите не го познаваат луѓе. Се прашувам, како тие обвинители сега ќе се огласат по допрен глас? Апсолутно никако. А од друга страна, ако пак власта се вчера најавија дека е можно да отворат предмет. Тоа е уште полошата варијанта. Ако го отворат предмет, можно е да отвориме предмет. Меѓутоа, знаете што? Можно е и да го отворат предметот и да го затворат. Со тоа што дека ќе кажат корупција и вие после немало и вие после да немате никаква можност тој предмет да го обработите. Нека го остава така, ама јас ќе се повикам тогаш и ќе побарам и од медиуми и од она што е објавено, се надевам ако бидам жива и здрава, се она што во овој момент опозицијата го зборува, дали кога ќе биде власт ќе го протежира и ќе го расформира тоа што е направено, односно ќе ги казни учесниците на оваа, условно речено, бидејќи никој не е крив додека не се докаже, сериозна коруптивна сделка. Така е, меѓутоа Само да бидеме до крај искрени, кога ќе го видите целиот апарат судски како функционира, ние гледаме дека тој успешно функционира
онаму каде што треба да се покаже тактичко показна вежба на представници на опозицијата. Кога станува збор за представници на власта, тоа се одолговлечува, е толку летаргично, со месеци не функционира, па се презакажува. Ставно се работи на што е можно подолго одолговлечување на временски рок, па на крајот на застарување на делата кои што се направени. Ова е автопат кој долго време ќе се гради. Зборот ми е дека и да постапат, тоа ќе трае со месеци и со години, они може и да отворат предистражна постапка и никогаш да не ја затворат. Сведоци сме на низа коруптивни скандали кои што беа објавени, за кои што сме зборувале, под притисок на јавност истото тоа обвинителство така е било секој чудо за 3 дена, отвара некаква предистражна постапка и тоа трае. Не сум убеден дека ќе има некаков исход во однос на обвинителството, а да, јас очекувам после промена на власта некој сериозно да одговара за оваа, ајде да кажеме, обид, дали ќе се случи се уште не знаеме, за проневера на буџетски средства кои што ние граѓаните ги плаќаме. Од нашите даноци се прибираат тие средства и се плаќаат сите овие инфраструктурни објекти. А да не забораваме дека тогаш кога ќе има промена на власта, истите обвинители нема да мислат исто како што мислат сега. Заради тоа што ние не можеме некого да го стави, па точно тоа е вистината. Значи дури и за медиумите, вие имате, јас цврсто држам до тоа, ако е некоја опозиционо настроена, нека си биде опозиционо настроена, тие треба да имаме и медиуми се. Меѓутоа, проблем е кај нас што како ќе се смени власта, така се менуваат и политиките. Апсолутно се е веднаш со власт. Ме разбирате? Па ке нас сончогледот политичкиот сончоглед е едно од најубавите растенија во време на промени на избори. Кој ќе гледате ретко се луѓето кои што да остане и држат до себе. Ние сме свесни дека тоа е така. Ние сме свесни дека тоа судство и обвинителство што беа претходно послушни на една власт, па претходно на таа, претходно па на таа, претходно сега се послушни на оваа власт. Па после ќе бидат послушни и на другата. Па да видиме. Ајде, знаете, ние од генерален кратка пауза за реклами и потоа продолжуваме и со други теми. Треба да начнеме и други прашања кои што заслужуваат секако одговори од вас. Почитувани, останете тука, се враќаме веднаш по рекламите. Добре дојдовте назад за или против. Вечерва мои гости се Ѓулистана Марковска и Самуел Малчевски. Имавме досега една прв дел одлична дебата. Продолжуваме понатаму со сакам да ве прашам околу мислење за амнестијата. Имено на вчерашниот ден, 15 март 2019 година, паднаа пресудите за 27 април, освен за оние кои што тогаш беа амнестирани. Денеска на дневен ред во собранието предлог законот за амнестија. Ме интересира кој е вашиот став околу осудените кои еве веќе 4 години гнијат, ајде така да се изразам, по затворите. Треба да има амнестија? Видете вака, значи прво, ако требаше да одговара, требаше сите да одговараат. И тоа е еден правен след на настани. Значи ако не беше вратата од собранието отворена, немаше ние да ги видиме после немилите сцени внатре во самото собрание. Сега не може луѓето кои што ја отворија вратата, кои што се предуслов да се случат немилите сцени, да се на слобода, па едниот да добива државни тендери, другиот и куќето уште што не си го вработил во јавна и во државна администрација, а од друга страна луѓето кои што под емоција, под патриотски наплив влегоа во собрание, го направија тоа што го направија. Ние сите видовме дека имаше таму немили сцени. Не можеме да се амнестираме, вие крвнички да ги осудите на 17, 18, 15 години затвор и плюс да се фалите со тоа. Не може за висока корупција да имате, не знам, условни пресуди, со месеци да траат делата да застаруваат, а овие луѓе во еден експресно брз судски процес да ги осудите на такви драконски казни. Ако беше за показ, доста е, луѓето 4 години одлежаја и повеќе од тоа што заслужија по мене и мислам дека законот за амнестија треба да се донеси и најмалку што можеме како општество да направиме е да дозволиме тие луѓе да се бидат со своите деца, со своите семејства. Јас апелирам до пратениците во собрание без политика, без политиканство, без ореоли кој тоа и како тоа го направил, да го искласаат законот и да ги пуштат луѓето да си одат дома. Доста беше 4 години и премногу временски долг период вие кога за истите тие настани во лулката на демократијата во Соединетите американски држави луѓе беа осудени по 6 по 8 месеци, нас овде да ги осудите луѓето на 15 години е премногу. Пак ќе кажам, апелирам до пратениците во собранието
да го изгласаат законот и да ги пуштат луѓето да си одат дома. Марковска? Јас бев за тоа да сите кои што влегува во собранието на насилен начин бидат казнети. И стојам на тоа гледиште, заради тоа што така делува правната држава. Кој год сака нека да биде на власт. Секој оној кој што е пред собрание, поготово представниците на безбедносните служби, не смеат да дозволат некој да го попречува пратеникот да си работи својата работа. Дали тоа ќе биде на власт Социјалдемократскиот сојуз, дали ќе биде ДУИ, дали ќе биде ВМРО ДПМН или некој друг, совршено е неважно. Законот и правдата треба да бидат удостоени. Она што во моментов што ќе се согласам во тој дел, беше направено. Беше направена една селективна правда и тоа веќе во стартија неправда. Или ќе одговараат сите, или нема да одговараат. И една друга работа која што можеби треба да престои пред законот за амнестија. Мислам дека во нашиот закон не постои само учество во толпа, а овој момент кој што беше еден мек државен удар. Да не бидеме према никого. Можеби таму беа патриоти, меѓутоа луѓето можеби и не знаеа во што учествуваат. Треба да биде имаме нова формулација во која што ќе биде не само учество, некоја повисока градација од учество во толпа, а не пониска, туку апсолутно несоодветна е учество на терористи. Тоа се наши граѓани кои што никако не можат да бидат осудени како терористи, бидејќи тие се судени по тој член, не се судени како учество во толпа. Меѓутоа така, учество затоа и тие казни се затоа се толку да. драконски казните. Мислам дека случајот ќе биде меко тампониран, доколку учесниците на овие кои што го предлагаат законот, исто така предложат или некој од пратениците предложи и претходно да има нова промена на законот во кој што за нив не може ретроактивно да важи, заради тоа што тоа ќе биде важен за некои други собитија кои што да се надеваме нема да бидат во Македонија присутни, која год да е власт, заради тоа што тоа е сепак за мене државен удар, мек, слаб, јак, тоа воопшто не е важно. Има судии кои тоа треба да го судат. Меѓутоа во секој случај нашата законска регулатива мора да претрпи измена и ваквите работи да бидат вклучени во постојната која што ја нема. Можеби тоа би бил одличен предуслов за да понатаму многу со меко приземјување, условно речено, помине законот за амнестија. 4 години не се мала казна, има меѓу нив и многу болни луѓе, ги знам, некои од нив ми биле и пациенти, некои дури и лично познавам, и навистина ми е жал да тие внатре бидат во затвор, а добар дел од луѓето за истата таа работа не лежат затвор. Ја реков, секогаш ќе се залагам за правда и правдина за секој. За каснета правда не е правда, а селективна правда е уште поголема неправда. И тука уште да дополниме, не одговараше, ниту беше идентификуван никој од тие со качулките внатре. И како луѓе кои што влегоја без качулки се покажеа на камери одговараат, а тие од качулките што беа внатре никој не одговараше, мимо овие кои што ја отворија вратата. И тука сме 100% во право. Селективна правда е поголема неправда него неправдата. И уште една работа, ако е поповолен за тие што се осудени, ваши. Ако има промена во закон. Па ако има промена, тогаш тие не море да го прифатат законот за амнестија, меѓутоа ако се направи промена на постојниот закон и не бидат третирани како терористи. Врховниот суд мислам дека повеќе од година дена не закажува рочишти и не одлучува по жалбите на луѓе кои што се позатвори. Добро, ќе даде општо начелно мислење дека има нов закон. Како Врховниот суд со година дена го држи предметот? Зошто? Што работат таму во тој Врховен суд? Ајде нека се произнесат или нека ги прифатат жалбите или нека ги одбијат за луѓето да можат понатаму да се жалаат, да си ја продолжат постапката и пред Меѓународниот суд за човекови права. А они свесно или несвесно, не знам. Значи, година дена вие да не одлучите по предметот, да го држите во фиоки. Само да не заборавиме дека Уставниот суд не беше комплетиран и дека Врховен не може суд, да зборуваме за Врховниот суд. Да, и Уставниот не беше комплетиран, зборуваме за Врховниот суд, зборуваме предметот е пред работи. Врховен суд моментално. Да. И од тука ние знаеме зошто беа таквите драконски казни. Ако не беа таквите драконски казни, ако нема одлука од Врховен, па не можат понатаму не можат во Страсбург да се жалат. Да, меѓутоа Значи, не моментално се судот во Страсбург. Знаете, тоа се негативни поени за државата. Во крајен случај и се она што ќе се досуди како оштета, повторно ќе оди од нашиот буџет. Не, ама јас имам предлог да оди од джебот на судиите кои што ги носат тие пресудите. пресудите. Нема никогаш да тогаш да видиме дали ќе судат. управна постапка. Не, ама тогаш нека го смениме и тоа.
Сите пресуди во Страсбург кои што се на штета на државата да не ги плаќаме ние од буџет. Тоа Да ги тешко платат ќе тие што поминат ги и го нема во ниедна што ги држава. суделе да ги платат. Тогаш да видиме дали ќе може да судат право на вака судиско како мислење, ја го почитувам. Прашање колку судиите вистински се ја вршат својата функција за што се избрани. видовме. Не можеме меѓу куколјот и она што е добро да ги ставиме сите заедно. Има прекрасни судии. Има судии кои што завршиле со Апсолутно. својата кариера апсолутно по нагорна линија и ние сега заради одредени луѓе кои што ги има и во граѓанскиот и во кривичниот и во секој сектор да ги ставаме под исто во исто ниво апсолутно не е добро. А ако направите дури анонимна анкета, не меѓу граѓаните, меѓу самите нив како што работат внатре, точно се знае кои се врзаните со мафијашките кругови на адвокати, кои се судиите кај кои што поминува мито, кои се судиите кај кои што поминуваат коруптивни работи и кои се луѓето вклучени во таа организирана спрега заедничка на адвокати и на судии. Да не заборавиме дека тука и добар дел од адвокатската фела е. Истото се случува и во здравството. Вие не можете да кажете сите доктори примаат мито, ако ја знам точно кој доктори колкава тарифа има, да кажам дека сите се коруптивни, не се сите. Ама треба да бидат именувани и одговорноста има име и презиме. Не може за цето да се криеме сите заедно. Не. Да, не Така, не е ама, добро се знаете да се како е, става ние во по скош, 5 добро, години во ред. го зборуваме истиот момент. Ние пред 5 години имавме ветување дека ќе има генерален реизбор на суди и обвинители. Од генерален реизбор на суди и обвинители по 5 години видовме дека пак по нечие тефтерче се бираат суди и обвинители и имаме случај на положен правосуден испит без завршен факултет да биде избран за суди или за обвинител, не знам, не се сеќам точно за обвинител. И пак обвинителството ќути, пак никој не отвара истрага. Антикорупцијска комисија се амнестира, вика јас не знам што се случува. До тука ми е можноста. До тука ми е можноста, јас не можам натаму чекор е на понатаму. институциите, И ние да. пак 5 години се вртиме во тој круг. А едноставно беше, многу едноставно. Требаше да го земат извештајот на Рајхат Прибе и точка по точка, 5 точки беа, не беа многу. Само да ги исполнеа 5 точки, ние после 5 години макар милиметар ќе мрневме од мртва точка. Јас предлагам друго решение. Ние се уште сме на тие позиции од пред 5 години и дополнително уште не знам колку временски период ќе ги зборуваме истите. Иначе апсолутно сте во право. Не се сите судии и обвинители корумпирани. Јас имам пријатели меѓу нив кои што се прекрасни, ама не може да дојдат до израз од тие од тефтерчето. И за жал такви клучни предмети судат луѓе од тефтерчиња кои што судат како што судат. И да бидеме ние до крај искрени. Видовме и на сите ни е јасно зошто беа такви драконски казните. Идејата беше да се скрши патриотизмот, за да може да ги протнат уставните измени како што ги протнеа. Ако не го скршеа така патриотизмот, и ако не го луѓето одвратеа од патриотизмот така како што ги одвратија, немаше да може да ги протнат швалерски во 12 саат на полноќ со уцени, со купување пратеници уставните измени. И доста беше, си ја исполнија целта, направија, ги казнија луѓето 4 години, е преголем временски период кога лулката на демократијата, Соединетите американски држави за исто дело ги судеше 6 до 8 месеци, вие ги судите 15 години луѓето, доста, 4 години, дајте, пуштете ги луѓето да си бидат дома со своите семејства. Дали Јас може само да- во делот добро. за корупцијата, ако ми дозволите. Уште кратко пошто- па да преминеме после на Бугарија и на уставни измени. Не, во делот Што на не корупцијата, очекувате? мислам дека ние комплетно лутаме. Имаме министер за корупција, имаме државна комисија за избори која што во борба против корупција која што е претрупана со работа и која што сега да не погрешам, меѓутоа се оградувам ако направам грешка, ниту еден предмет не е завршен до крај. Почнати се сите, се гледа амбициозноста, меѓутоа по мене имаме едно одлично тело во Македонија. Тоа е Државниот завод за ревизија. Сите нивни извештаи ако ги прочитате, поготово во делот на јавните набавки, буквално сите јавни институции се чешлани, точно се знае како што. Меѓутоа ние треба само прво да го екипираме, бидејќи таму работи прекрасен кадар, да им дадеме можност на луѓето да добијат финансиски средства по терк на специјалното јавно обвинителство и да им ги дадеме законските овластувања, да се она што ќе дојде од Државниот завод за ревизија не завршува во обвинителските фиоки, туку мора да се процесуира. Се разбира со рокови и со транспарентност. Така ќе го решиме проблемот од најниската до највисоката корупција. Добро, може да преминеме сега на случувањата со источниот сосед.
Имено вчера повторно провокации стигна од Бугарија, откако Пендаровски, председателот на државата на 80 годишнината од Холокаустот на македонските евреи, изјави дека Бугарија треба да се извини за улогата на тогашната профашистичка влада на Софија за депортацијата на македонските евреи. Сега Радев вчера по таа изјава му порача дека историјата ни била полна манипулации и фалсификати. Тоа доаѓа повторно од председател на држава. Видете, вака, во овој момент во Република Бугарија е предизборие и во тој предизборен фолклор мислам дека не треба ние да учествуваме. Суштински имаме проблем. И проблемот е негаторската политика на Бугарија према македонскиот јазик, народ, држава, од Стан Стефанска Бугарија навамо, тој еден континуитет. Ние да не заборавиме, ветото ни го стави Борисов. После тоа дојде Петков, кој што беше проевропски, харвардски, не знам каков, ама исто продолжи таа негаторска политика, па за на крај да гледаме дека се они во една техничка влада повеќе од 2 години, мислам или околу 2 години негде, ама суштински ништо не се сменува, нас наративот ни останува ист. Историски факт е дека македонските евреи биле депортирани, дури дојде и преживеана господја на 80 години и кажа свое лично сведоштво вчера. Она кажа што нејзините родители како девојче зборували, тоа се историски факти, ние нема што да бегаме од нив. И да бидам искрен, ова е една од поразумните изјави на Пендаровски, иако ретко јас го фалам него, многу често го критикувам, но да, Република Бугарија треба да се извини, кој што германскиот канцелар се извини во Полска и да каже да луѓе, тоа историски факт е, не сме го направиле, ние било сторено пред 50-60 години, дајте да ставиме точка на тоа и да одиме чекор понатаму. Они упорно негираат историски факт кој што сегде се изучува. Ние не можеме да останеме неми на тоа. Имаме еден куп докази дека тоа се случило и мислам дека они дополнително ќе ја зголемуваат реториката како се наближува датумот за избори. 18 мај. Да, мислам дека ние како држава треба да едноставно да одбиваме на нивната глупост. Немам што друго повеќе да кажам, поготово за изјавите на Радев. За мене прво тоа е дека дека Бугарија е во една тешка политичка криза. Прво тоа. Второ, дека во Бугарија по основа на македонското прашање ништо не е сменето од времето на Живковизмот и дека тоа е тешко сменливо. Вие 50 години тоа што го зборуваат нивните власти, тоа го мислат и нивните граѓани. За жал во поголем дел. Така да тоа е однапред изгубена битка. Мислам дека историските прашања треба да се остават на страна, дека историската комисија треба да си го работи тоа во рамките на МАНУ, во рамките на одредени историски симпозиуми, слично на тоа како што ги решија проблемите Полска и Германија, и тоа долги години траеше таа комисија, можеби 20-10 години, дека тоа на нас не може да ни биде услов за влегување во Европската Унија и тоа услов без кој не се може. Сега точно видовме кој стоел за Бугарија и низините барања за се она што го побара од нас како ставањето на ветото. Бугарија како држава која што има најмало GDP во целата Европска Унија, апсолутно е немоćна да поставува такви мегаломански барања кон една држава каква што е Македонија. Ке се надобрзам тука дека вчера имаше информација од Бугарското министерство за финансии дека државата им е пред банкрот. Нека си ја тераа државата така како што си мислат, тоа е нивна работа. Да, меѓутоа сега гледаме дека за тој предлог на блокирање апсолутно стоела Франција и тоа сериозно застанала и покрај тоа што ние добивавме ветувања дека тоа не е така, дека тоа спаѓа во доменот на добрите меѓусоседски односи, ние имаме критериуми од Копенхаген, треба да ги извршиме и тоа е тоа. Што се однесува до последните изјави, апсолутно не би ги коментирала заради тоа што и председателот Пендаровски не е во право. Не можеме ние да бараме од друга држава да се извини за тоа што се случило на граѓани евреи во нашата територија. Тоа ќе си го бара еврејската држава, Израел ќе го бара. Ние можеме да го констатираме, а дали некој ќе се извини или не е прашање на негова политичка култура. Во случајов Бугарија не може да ја гради својата историја за сметка на македонските национални интереси. Они може да си учат што сакаат, може да пишуваат што сакаат. Тоа е нивна држава. Јас во тоа нема да навлегувам. Меѓутоа, во оној момент кога ќе ги погодат нашите интереси, а нашите интереси се во голема мера погодени, пред се во историскиот дел, тогаш ние тука мора да реагираме. Не само што има живи сведоштва, представник на еврејскиот холокауст кој што ја следи проблематиката на сите
држави од Југоисточна Европа точно рече кој е непосреден виновник за протерувањето на македонските евреи од тука. Да, беше Така сега на чествувањето точно и во Скопје. Точно. Не можеме ние нивната историја да ја перат преку Македонија. Тоа си се нивни прашања. Меѓутоа, во делот кој што се допира до нас, очигледно дека ние со Бугарија ќе имаме сериозни проблеми ако тоа од повисоко, во овој случај од Европската Унија, не биде незауздено. Туку не донесат сериозна политичка волја Македонија навистина да биде примена во европското семејство. Ваква каква што е Европската Унија, со комесар, со се она што ги има привилегиите секоја земја членка, со носење на гласови кои што се со право на вето, практично со едногласни одлуки. Македонија нема никогаш да влезе. Да бидам искрена, тоа е моето мислење. Никогаш не сум била евроскептик. Се уште мислам дека местото на Македонија во европските услови, меѓутоа на достоинствен начин, не вака како што се прави. Го делите мислењето со грото граѓани затоа што расте евроскептицизмот во државата. Се уште е висока бројката кои што сакаат, меѓутоа и кај македонците и албанците е висока. Да. За жал. Значи јас видов вчера имаше некоја анкета и ги видов тие бројки. Во овој момент поддршката за Европската Унија е на историски најниско ниво. Само 49% од граѓаните во Македонија го поддржуваат процесот. Тоа не е мал процент. Ама не, ја не велам дали процентот е мал или голем, ама историски е најнизок процент на поддршка. Од нас само послаба е Србија со 43%, Албанија има 95,9%, Косово 92%, Босна има 77,4%, што знаеме ние дека 10 години назад они и како ја одржуваат федерацијата. Од друга страна, па добро, ама ако и ние имаме Европската историски највисок процент на граѓани против членството на Македонија во ЕУ и сме лидери во регионот. Европската комисија вчера кажа дека до 2030 година не гарантираат дека ќе влеземе во Европската Унија. Тоа се години, а претходно па колку сме разговарали, сме се бореле по договорот за стабилизација и асоциација, практично 2000. Верувам дека се ова е очекувано. Значи, суштински, ајде да видиме што нас не се случува. Црна Гора 10 години преговара. 10 години 3 поглави имаат затворено, и тоа образование и култура, наука и истражување и меѓусоседски односи, зашто граничи со Хрватска негде горе многу малку. Образование и наука се поглавија кои што сите земји ги затвориле во експресен рок. Значи, до 3 до 6 месеци ги имаат затворено како поглавија. За жал, во оваа состојба ние, тие поглавија никогаш нема да ги затвориме. Никогаш, да бидеме ние до крај со овие услови, во овие услови. Зашто вие кога за мафијашка пресметка во Охрид, во која што е тепан македонски граѓанин од страна на бугарски државјани, вие повлекувате амбасадор, што е чекор пред конечно прекинување на дипломатски односи, па после се пишманите го вратите по некаков притисок. Тоа е сигнал дека они за се понатаму нас ќе не блокираат, дека оваа преговарачка рамка, вака процесот кој што е поставен, е ужас без крај. Буквално ужас без крај, тука се служуваме. Мора некој од погоре да им каже, дечки, застанете, доста е. Одиме, јас мислам дека тоа би се случило ако некако Западен Балкан во еден цел пакет влезе во Европската Унија, и тогаш веќе Бугарија ќе нема ќе нема што да прави, зашто блокирањето претходно Европската Унија ќе мора да се реформира и да се ревидира. Конципирана некако сега. Така е, зашто гледаме дека системот на носење на одлуки не е баш. А тоа покажува дека ќе треба време за сето ова, да, што го зборувате. Малку коментар околу бугарските клубови. Само уште еден момент. Значи ние реформите или тие копенхашки критериуми треба да ги направиме за ние поубаво да живееме. За ние да не плачеме по аеродроми кога се ги плаќаме децата по белиот свет, не за некој друг. И од тука ние досега требаше многу од тие критериуми да исполниме ако бевме само свесни дека треба да ги исполниме. Од друга страна ние гледаме што ни се случува. Ние труд и постојанство гледаме само кога се краде и при корупција, при ништо друго не гледаме. За бугарските клубови сакам да споменеме имено заклучно со денеска истекува рокот кога владината комисија за употреба на имињата на бугарските клубови треба да донесе став и да го достави до министерот за правда. Во врска со прашањето за преименувањето на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов, тој клуб беше во Битола, така? 20 членови во меѓувреме на комисијата се повлекоа, па сега останаа уште 17.000 имиња на клубови да се чешлаат, а роковите течат некако.
Каде каскаме? Што мислите за овој проблем? Некако повторно се одолговлекува нешто што може да се реши преку ноќ ако сакаме и ако има волја. Зашто прво имаше момент дека добиле па не добиле од Министерство за правда согласност, па Не биле, добиле. па не биле, па не знам што се случува. Ако не добиле, тогаш Централен регистар не можело Не да ги требало да регистрира. ги регистрира, така. Како е регистриран, тоа треба обвинителството сериозно да се позанимава, ако имаме обвинителство кој што сакаме ние. Суштински е дека вие не може да именувате културен клуб по име на фашисти кои што историјата ги памети како фашисти. Не навлегувам кои луѓе членуваат таму. Не навлегувам кои луѓе, тоа се гледа дека се од личен интерес и од финансиски побуди. Тоа се луѓе кои што лутале Нивна работа. ама тоа е нивна работа. Суштински ние како држава потврдивме и таа сервилност која што ја гледаме ние на власта према сите само да бидат на власт. Они се спремни буквално се да направат само ден повеќе да бидат прикачени на буџет. Ако нив им беше стало до државата, немаше да дозволат во една ваква постапка да се отворат тие клубови, поготово кои што гледаме дека не ги исполнуваат законските услови. Можеш досега комотно истите да бидат затворени без при тоа да има некакви си фами во јавноста. Но мислам дека И доведоа до една нервоза плюс чинам кај македонскиот народ. плюс тие иритација, клубови. нервоза. Да ви кажам вака, клубови за пријателство има имам во уште сите 5 минути некаде до Клубови крај за на пријателство има секаде. Мене не ми пречи ако тоа се вистински граѓани Така е. на Македонија со бугарска самосвест, нека ја отвараат ако најдат своји приврзеници, а тешко е дека ќе најдат по десетинот и толку е условот за да формираат клуб. Меѓутоа ми пречи кога име на докажан колаборационист на фашистичкиот терор во целиот свет, тоа е Ванчо Михајлов, му го ставате името. И прво е грешката направена не од тие кои што го формирале, туку тие кои што дозволиле да го носи тоа име. Така, ако може да помине, ќе помине. Да, ако некој ама дозволи. гледајте, сега е веќе втор проблем. Дали тоа име ретроактивно може да се смени? И тука веќе имаме правна работа, заради тоа што како што ние велиме во Страсбург ќе се бунат, и они ќе се бунат. Не по името, по основно името. Ќе одат на варијантата дека не им се дозволува да развиваат културни, пријателски било какви релации со своите сонародници од Бугарија, заради тоа што се бугарски клуб. Значи ние не можеме да ги бараме туѓите грешки ако не си ги согледаме собствените. Тоа е моето. Да, ама и ако бидем искрени, Република Бугарија 16 пресуди од Страсбург на македонците од Пиринскиот дел на Македонија не ги процесира. Дури им го забранија клубот, им го искршија, не му го регистрираат Сдруженијето Никола Јанков Вапцаров. И тоа е, и тука сме на исти тука ставот. тоа не е проблем на Република Бугарија, тоа е проблем на Европската унија. Вие претходно зборувавте како е можно некои да ги преименуваат, па да гласаат пратениците, па да добиваат тендери. Па дали знаете како каже Европскиот комесар во Македонија? Што рече кога дојде? Знаете што, направете го вие тоа на балкански начин. Ве молам, па поголема навреда дали има ако некој дојде од страна на Европската унија и ви каже направете го тоа на балкански начин. Ако одите во Африка и именувате вие овој простор ќе го балканизираме, па тие нас не сметаат за слепо црево. Тогаш во која Европа ние се стремиме да одиме, ако нас не сметаат за граѓани од втор ред. Извинете, јас во таков клуб не сакам да членувам. А ако ме сметате за рамноправен, ама посиромашен од вас, а со свој труд можам да стигнам во вас, тогаш сте добродојдени и во мое друштво, веројатно и јас во ваше. Уште нешто, вице-премиерот Маричиќ вчера прилично оптимистички кажа дека уставните измени треба да влезат во собранието пред почетокот на летото, а за двотретинското мнозинство кажа дека тоа било прашање за $1.000.000. Ви го поставувам прашањето скапо ова од $1.000.000 со уставните измени. Како планираат да го истераат тој процес кога го знаеме ставот на опозицијата? 80% од граѓаните на Република Македонија викаат дека не треба да има уставни измени и во овој момент не треба да има уставни измени. Не е прашањето дали 3.500 македонски бугари на последниот попис треба да влезат во преамбулата на уставот или не. Прашањето е многу посуштинско. Дали ние на тој начин не ја подгреваме негаторската политика према македонската држава, јазик и култура од една страна, и од друга страна ако вие добро ја читате преамбулата на уставот, тоа ќе биде одскочна даска за они дополнително да го негираат своето учество во депортацијата на евреите или во тие фашистички злодела кои што ги правеле. По мене, опозицијата е на цврст став и уставни измени нема да има. Власта на овој начин ќе проба да си купи време, евентуално до септември. Зошто до сега не ги пуштија, колку е 2 година дена веќе ги прифатија тие услови што беа. Зошто до сега не ги пуштија?
уставните изменения, нека ги пуштат во собрание, нека не ги изгласат и да се оди на избори. Кој е проблемот? До кого они ќе не убедуваат? Мислат дека пак ќе пројдат. Мислите дека натаму ќе одат, ќе се движи правето? Па, зошто? Нема да се изгласат уставни Не, не. измени, па потоа Јас ќе се мислам оди дека не. Ја мислам дека сега они ќе предвремени речат парламентарни, пред летото ќе влеземе во уставни измени, па тоа пред лето ќе го одложат за септември, па се пред септември ќе го одложат за пред нова година, кога де факто дури веќе ќе имаме техничка влада ако влеземе во редовни избори, и тоа е купи ден помини. Буквално е купи ден помини. Ако беа сериозни, Со што ја почнавме оваа да, емисија. ако беа сериозни, ќе ги направија уставните амандмани до сега и ќе речеа ова го гласаме. А ние се уште зборуваме да влезат, да не влезат. За кој? Пак ќе ги кријат кој што ги криеја кога го менуваја по теркот на договорот од нивици. Тогаш ги криеја амандманите, ние упорно ги баравме, сега пак зборуваат за некои амандмани, пак никој од нас не видел амандмани. Купи ден помени политика нема да им трае долго. Марковска. Видете, ова несувањето на бугарите мене лично не ми смета. Меѓутоа, ние не добиваме не некаква гаранција. Ние не издействувавме гаранција кога го променивме името, дека со промена на името после после договорот во Нивице, дека ние практично ги почнуваме преговорите. Тоа беше основниот услов кој што нашата влада требаше да го побера, ама не усмено. Им отпаднаа рамењата на сите наши политичари. Туку писмено во документ. Што значи дека вие не можете веќе да се подпирате на тоа веќе со една нога или со двете сте стапнале во Европска унија. Ние мора да бараме писмени гаранции. Дали тоа ќе биде Бугарија или дали тоа Европската унија ќе донесе некаква декларација дека Македонија повеќе нема да прави отстапки кои што сериозно ќе го нарушат нејзиниот суверенитет, не, туку нејзиното достоинство. Така да овие јас лично немам ништо против, дали бугарите, и евреите, и хрватите, и црногорците, сите нека влезат ако ние сме држава со таков текпер, пошто ние велиме градиме граѓанска држава, а негуваме колективистички менталитет. И тоа не можам да го сватам, затоа што нашиот устав е хибриден устав. Ниту едното, ниту другото го има доволно. Значи ние сме зрели прво за нов устав, кој што ќе биде граден во една релаксирана атмосфера и кој што ќе го прават вистински професионалци. А што се однесува конкретно за вашето прашање, мислам дека постапката точно ќе се одолговлекува со цел да се прави на така наречен европски блок во кој што оние кои што се за промена на уставот се европски ориентирани, оние кои што не се европски ориентирани. Јас лично, со оглед на тоа што сепак ВМРО ДПМН сум десно ориентирана, моја партија, не можам да кажам дека ВМРО ДПМН не е европски ориентирана партија. Може да има поединци кои поинаку размислуваат, може тоа да биде и лидерот на крајот на краишта. Меѓутоа, не може за целата партија, за една огромна партија да кажете дека не е партија која што сака европски вредности и која што не ја гледа Македонија. Иако позициите се јасни неколку пати, мислам тоа е Тоа е кажано кажано дека повеќе пати, меѓутоа Така, водата се тера на таа воденица да вие бидете прогласени како неевропска партија заради тоа што ќе ги одбиете амандманите и тоа ќе биде еден од условите за градење на така наречената проевропска платформа која што ќе биде една од главните предуслови за излез на изборите. Како проевропјани и оние кои се секунда. Ама мислам дека и тоа му е лажна пропаганда. Тоа граѓаните ќе си кажат. Кој проевропски Јас никогаш не блок? сум против тоа што ќе кажат граѓаните. За кој проевропски блок ние зборуваме кога даваат пасоши на руски олигарси? Ки видовме во нетранспарентна постапка. Коридор 8 и 10 го градат со кинетски надзор. Газ за СМ топлина купуваја од руски олигар. За кој европски блок ние зборуваме кога суштината на нивните постапки не се истите. Те може да се кажат како може и марсовски блок да се наречат. Јас немам ништо против. Ама суштината е дека они со нивните постапки ова евроскептицизам во Македонија. Благодарение на нивните постапки се повеќе и повеќе граѓани се против членството визави и политиката на Европска унија према Македонија, тоа што го Не, зборувавме. тоа е обостран процес и политиката на Европска унија спрема Македонија, не се само политиката на власта. Зборуваме за обостран процес. Ние имаме власта која што има сега веќе да го историски заокружиме разговорот, ме информираат дека времето е истечено, затоа и еве вака ќе заокружиме со најавата дека утре во Македонија доаѓаат Жозеф Борел и Оливер Вархеј. Баш во овие моменти, што мислите какви пораки ќе донесат, ќе се зборувале за уставните измени и да заокружиме? Де факто и де јуре пак ќе затоа што нели споменавме Европската унија дека и завршете го уште ова, де факто и де јуре ќе кажат завршете ги уште уставните измени и готово влеговте во ЕУ. Претходно беше напрате го
на завршетокот договорот од Нивици влеговте во ЕУ. Претходно беше направете територијална поделба, влеговте во ЕУ. Претходно беше донесете рамковен договор, влеговте во ЕУ. И тоа е на романтичарска приказна во која што јас не верувам. И тука сме во право, ние без сериозни гаранции не смееме милиметар да се поместиме од овие позиции во кои или се барем позиции кои што јас и опозицијата ги застапува дека уставни измени не треба да има. Не во ваков формат, не уставни измени кои што се надвор од копенхашките критериуми. Јас да сум на место, на пример, за среќа не сум, ја би го прашал и Борел и Вархеј. Дајте ни еден копенхашки критериум кој што не обврзува да го направиме ова. И тука да завршиме со приказната. Доста ние кубурот го чуваме за зло време. Што има позло од ова време во кое што сега се наоѓаме. За жал нема да го направат тоа, пак ќе свиткаат кичма, пак ќе излези Мариси ќе зборува за уставни измени пред лето, па ќе биде пред септември, па ќе биде пред нова година, а во суштина гледаме што во позадина ни се случува. Ви благодарам. Јас сум попрагматична, јас повеќе би се ориентирала кон Европската унија и барала од самата Европска унија, не од ќе најдат они каков начин, да ни дадат не гаранции, да ни кажат дека ова е едно од најголемите одстапки кои што може да се направат и дека после тоа одстапките ќе бидат од технички карактер и од нашите усогласувања. Ако тоа го добиеме, нека има измени на уставот. Ви благодарам за вечерашната дебата и за гостувањето во Алфа. Почитувани, вие останете на оваа фреквенција. Од мене пријатно.